со сатиричните работилници за деца, проект кој е поддржан од Министерството за култура и туризам. Вие сте првото школо, училиште, со вас започнуваме, потоа одиме Каменица, Кочани, Крива Паланка, Радовиш, Кичево и Охрид. Може би измеѓу и некој друг град и некои други училишта ќе посетиме. Значи, ние сме држале тука, може би не со вас, часови едукативни, како се пишува афоризми. Денеска ќе учиме и како се пишуваат афоризми, но и како се пишуваат епиграми и како се прават илустрации на истите. На крајот, тоа ќе биде некоја средината на октомври, кога ние ќе ги завршиме сите овие часови, на крај од најдобрите илустрации, значи од сите училишта што ќе бидат, опфатени се сега за сега 7 училишта, односно 3 се придодадоа, 10 училишта, значи од секое училиште со помош на вашиот наставник по ликовна уметност ќе се изберат 5-6 најнови до 10 најубави илустрации на епиграмите и афоризамчината и тие ќе влезат во книга која ќе биде издадена со помош на Министерството за култура и туризам, која ќе излезе од печат некаде пред Нова година и сите учесници и училиштата ќе добијат по еден пример од таа книга. Значи, овој пат главната работа ни е како да упатиме во тајните на правење на илустрации за афоризми за деца и епиграми за деца, а потоа многу полесно оние што се добри илустратори ќе можат да прават илустрации кои ќе навлезат во овие тајни илустрации за книги, илустрации за песни, илустрации за било кој каква книга од било кој литературен род. Сега да ме праша некој дали знаете што е афоризм? Имате ли некој? Кажете. Афоризми се споредба на општеството и општествените случувања да им дадеме критика во прерасно значење. Некогаш во иронија, со потвер, за да ги критикуваме негативните појави во општеството. Добро, тоа е тоа. А знаете ли што е епиграм? Кој знае што е епиграм? Значи, епиграмот е најкратка песна. Таа е сатирична песна која се состои само од 2 реда. Значи, тука се негде епиграмот, тоа што го кажа како дефиниција за афоризмот. Отприлика и таа е дефиниција за епиграмот, само со тоа што епиграмот има 2 реда и има ритм, рима и обавезно. Обавезно епиграмот мора да има метрика. Односно, првиот ред, колку имат зборови, колку имат букви, првиот ред мора да имат и вториот. Со мене е Софија Ситноска, илустратор, веќе докажен илустратор, не само во Македонија, туку и надвор од границите на Македонија. Овие илустрации што ги гледате тука, се илустрации на Софија. Софија сега е трета година во гимназија во Македонска Каменица, ама Софија овие илустрации ги правеше кога беше 8 одделение. Ова е правено кога беше 8 одделение, значи кој работи, кој има талент, не се битни годините, некве околу Софија, околу колку години почнат? Што мало? Од првите? 3-4. Така, значи од 3-4 години Софија црта, а со нас дојде, кога беше 8 одделение, направивме, еве тука гледате многу книги, сликовници направивме, па и правивме на Софија и во Република Србија изложба на илустрирани афоризми, таму држеше по часови и договорено е и таму Софија за правите илустрации за учебници за децата што ги изучуваат македонски јазик во Република Србија.
Кој сакат, еве ние прво ќе почнеме ќе направиме еден афоризам, потоа еден епиграм и вие со помош на Софија ќе илустрира, да видите како се илустрира. Кој сакат прв да почнеме со некој афоризам? На таблата да излезите пише. Да не станува тука тие се директори. Ајде! Ајде, не е страшно. Ние обично да го почнуваме прво пример на децата им даваме. Повелете вие прави. Не, ние сме дојдени тука спорт по спорт да ги научиме децата како да пишуваат афоризми. И треба тие да се опуштат, да дојдат тука и ние спорт по спорт и Софија ќе почнат да илустрира, така да не е проблем ништо. Имаш кандидат? Имам и кандидат. Ајде. Значи, ќе почнеме со еден афоризам, многу познат афоризам, може би вие го знаете. Ајде, ќе работиме нешто што ви е познато, ќе работиме нешто за Facebook. Ајде, тука напиши некаде на таблата Facebook. Само убаво пиши да пиши Facebook. Не, што е тоа? Кирилица, ние затоа ви дадовме тука исто да учиме да пишуваме кирилица и која е разликата меѓу македонската кирилица и другите кирилици. Од другата страна имате глаголица, македонската нова глаголица. Значи, ние сме тука, меѓу другото, нашата мисија и да ви тераме да пишувате македонска кирилица. Немој со раз. Нема нешто раз, што се раз. Facebook. Добро. Ајде сега да асоцираме Facebook. Кога сме на Facebook, што можеме да стекнеме од Facebook? Еве, ти си на Facebook, ти што сте на Facebook? Пријатели? Пријатели. Четврка за да речи. Оти подкажа. Добро. Пиши тука пријатели. Пријатели. Значи, на Facebook добиваме пријатели. Имаат ли сите луѓе профили на Facebook? Ако нема старите имаат ли, например, папа, дедо, некој? Нема. Добро. Ајде да видиме сега баба и дедо што ќе направиме. Ајде баба и дедо, пиши тука. Ево, баба и дедо. Значи, баба и дедо, рековме, немаат профили. Некој баба и дедо, некој имат и по цела ноќ се некој. Значи, некој баба и дедо немаат. Значи, баба и дедо немаат профили на Facebook. Така рековме. Така? Е сега полека да го направим на туризма. И сега кај ќе цртат по Софија? Добро, ја ќе работа после овој ден ти го ослободиме да ќе црташ. А пиши, немаат профили на Facebook. Рековме, баба и дедо немаат профили на Facebook. Добро. А кој има дома од постарите профили на Facebook? Мама и тато. Добро. Ајде сега да пишеме мама и тато. Ајде пиши тука мама и тато. Мама и тато. Значи мама и тато. Ево ќе биде джентлмен, мама се големо тука. Значи, немаат профили на Facebook. Ајде, тука пиши за разлика од мама и тато. Да ви помогнем малку. Од италијани ќе помогнат за разлика од мама и тато. Ај сега да го доцелиме овај афоризм. За разлика од мама и тато,
баба и дедо немаат профил на Фейсбук. А што добиш? Тие што сме на Фейсбук, што сме? Пријатели. А баба и дедо се пријатели? Како се пријатели, немаат профил. Значи баба и дедо не се пријатели. Ајде пиши. Баба и дедо не се пријатели. Не се. Ете тоа е. Значи сватите. Првата реченица тоа е сатирична, истоисите се, а втората завршетокот е контра на првата.